Како се соочивме, би рекол различно. Не сите исто, не сите еднакво. На почетокот мислам дека и самото новинарство беше малку збунето и затекнато од целата оваа ситуација. Како поминуваше времето, така се будеа, да речам, и новинарите, и оние истражувачки истории кои што се поврзани со пандемијата, па дури и со злоупотреби на одредени сегменти на таа пандемија, добиваа на тежина. Така што мислам дека генерално одговоривме на предизвиците, иако подобрувања секако се потребни. Пандемијата сама по себе предизвика паника. Улогата на медиумите е објективно известување за се што се случува во врска со коронавирусот, да информираме јавноста за бројот на нови случаи, за смртните случаи, колку успеавме. Генерално можам да кажам дека се трудиме да информираме јавноста. Вестите не секогаш се позитивни. Известуваме секојдневно за бројот на новозаразените, известуваме за луѓе кои што починале од коронавирусот. Значи, сме некаде меѓу страшната вистина и потребата луѓето да знаат што се случува. Можам да кажам дека можеби станува збор за некој вид на здрав страв, како што велиме стравот го чува лозието. Значи треба да го направиме балансот меѓу тоа граѓаните да бидат свесни што се случува, бидејќи се соочувавме со многу теории на заговор од типот дека коронавирусот не постои, дека сето ова се случува за да бидеме контролирани, за да бидеме чипувани, меѓутоа многумина од нас, новинарите и останатите граѓани, или самите го прележаа COVID-19, или се соочија со примери на блиски луѓе кои што полесно или потешко го поминаа овој вирус. Ние мораме да информираме јавноста реално за тоа што се случува, но истовремено мораме да направиме еден баланс, да внесеме еден смирувачки тон, да не предизвикуваме паника меѓу граѓаните. Можам да кажам дека задачата воопшто не е лесна. Па беше голем предизвик и останува да биде, имајќи предвид со какви притисоци се соочија и самите редакции и во какви услови мора да работат новинарите и медиумските работници со цел да известуваат за теми од јавен интерес, притоа внимавајќи да не потикнат дополнителна вознемиреност и паника кај населението. Значи, мора внимателно да проценат во целата таа динамика на обврски која што има, да проценат дали известувањето за јавниот интерес за теми од јавен интерес подразбира дека се води и сметка за да се смири паниката и вознемиреноста кај населението, што е очекувано и нормално во вакви услови. Го покривам секторот здравство, каде што за жал трагичните настани и ова пандемија беа во голем број, мораше да се пласираат оние, да ги наречам, црни информации, а од друга страна требаше да се внимава да не се направи или да се предизвика страв кај луѓето. Меѓутоа, сепак претпоставувам дека и гледачите, но и граѓаните беа свесни дека мора да ја слушнат вистината, дека навистина има доста црни бројки, доста голем број на починати како последица и од оваа пандемија. Ние на почетокот кога почна пандемијата бевме повикани, значи новинарите што работиме од ресорот здравство, да внимаваме, бевме замолени да внимаваме како ќе ги пренесуваме информациите, бидејќи се работи за многу суптилна проблематика во време на пандемија. И мислам дека новинарите тоа го сватија сериозно. Shpesh herë ka ndodhur që qytetarët janë përballë me dezinformata të shumta. Unë si gazetar jam munduar në mënyrë të paanshme dhe në mënyrë të konfirmuar t'i plasoj lajmet të cilat i kam shkruar apo artikujt. Mendoj se shumë qytetarë kanë rënë pre e dezinformatave, megjithatë unë personalisht asnjëherë pa mos e konfirmuar ndonjë lajm nuk e kam plasuar deri tek qytetarët, nuk e kemi publikuar. Многу пати јавноста сметала дека новинарите можеби креваат паника, но јас мислам дека сите информации, барем што сме ги пласирале, биле проверени и соопштени на начин на кој да не се создаде паника кај граѓаните. Мислам дека медиумите, мејнстрим медиумите успеа во тоа. Во однос на лажните вести, инфодемијата, лажните вести се насекаде околу нас и пред појавата на коронавирусот. Можеби пандемијата на некој начин отвори нов терен за употреба на лажните вести, за користење на еден нов феномен на оние центри на моќ политички и секакви кои што ги користат лажните вести за своите интереси и цели.
Значи се бориме, ние како агенција заедно со Македонската национална телевизија бевме назначени од владата за главни известувачи за сите мерки, препораки, заклучоци кои што се носат во врска со превенција на коронавирусот. Одговорноста кај нас е огромна. Значи треба да објавуваме проверени, точни информации во врска со COVID-19. Лажните вести се насекаде, како што кажав, најчесто се шират преку социјалните медиуми. Неодамна имаше пример со пулмологот Дејан Бокич, наводно имаше објавено на Facebook моментална состојба со COVID-19, која што беше објава доста панична и некои медиуми подлегнаа на таа објава, меѓутоа ние како државна агенција мораме да проверуваме секако тоа треба да го прави секој професионален медиум од 1-2 повеќе извори за да видиме дали некоја информација е веродостојна. Треба проверка на информациите од 2-3 или повеќе извори. За жал, лажните вести не се шират само преку социјалните медиуми. Се соочуваме и со лажни вести кои што произлегуваат од центрите на моќ, кои што се на некој начин обид за политичка пресметка меѓу политичките субјекти во државата. Значи и тука особено треба да внимаваме што објавуваме и како објавуваме и ние како медиуми да не застанеме во центарот на таа политичка пресметка, бидејќи здравјето на граѓаните нема цена и здравјето не смее да биде цел на политичка пресметка на кој било во оваа ситуација. Инфодемијата е глобален проблем, не е само македонски ексклузивен проблем и со тој се соочуваат сите новинарски организации на секаде низ светот, а се соочуваат и со граѓаните како последни консументи на она што ние го правиме. Освен дезинформации, се појавуваат лажни вести, се појавуваат теории на заговор кои што ги пласираа дури лекари, дури интелектуалци, на кои што луѓе на кои што сме им верувале претходно. Така да многу беше важно и беше навистина тешко да се дојде до вистинска информација, меѓутоа мислам дека професионалците во целиот тој багаж од различни информации успеваат да дојдат до вистинската информација. Јас и моите колеги што работиме заедно во медиумот се обидувавме барем секогаш да го почитуваме она новинарско правило да ги провериме информациите најмалку од 2 извори. На почетокот на пандемијата беше доста комплицирано да се известува бидејќи тогаш бројките на ново заразени излегуваа многу доцна попладне. Зборувам за оние официјални бројки и статистики од Министерството за здравство, а веќе дента или околу пладне на голем број медиуми, портали и останати медиуми веќе имаше неофицијални информации кои многу често се покажуваат дека се грешни. Предизвикот да се биде носител на оваа професија подразбира да се проверат информациите, точноста, потеклото, релевантноста на тие информации, кој е изворот кој што ги пласира и така натаму. Ние имавме за жал и случаи во кои што селективно се пренесуваа наводи, сознанија од истражувања, меѓутоа не представени во вистинскиот контекст, па така се случуваше јавноста да биде дел од јавноста да биде доведена во заблуда во однос на таквите информации. Голем дел од публиката практично не ги разликува кредибилните вистински информации од дезинформациите, од манипулациите и пропагандата. За да може да биде во состојба публиката тоа да го прави, ние се залагаме за вклучување на медиумската писменост во формалното образование уште од најраната возраст. Меѓутоа, сметаме дека е многу важно да се развиваат и вештините за критичко размислување на сите возрастни групи.